Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во живо во студиото на Имнет телевизија е председателот на независниот синдикат на полицијата, господинот Гоце Делчев Тодев, за актуелната ситуација во државата, протестите кои веќе се во тек, каков ефект се очекува и кое е незадоволството кое практично ги изнесе полициските службеници на улица. Разговараме вечерва со господинот Гоце Делчев Тодев. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер во Штип и од Штип. Добра вечер за вас као екипа на вашата телевизија. Добра вечер на сите ваши гледачи. Претпоставам дека нема да бидеме досадни, ќе бидеме корисни за сето она што било и како што е самата телевизиска емисија анализа од она што се случувало, меѓутоа од она што се случувало и што треба да направиме за подобро нешто. Се надевам. Еве во самата најава споменав дека протестите практично започнаа уште претходниот викенд, продолжуваат и утре и наредните викенди, меѓутоа би се задржала на почеток на самиот независен синдикат на полицијата, кога е формиран, која е целта и зошто еве се роди практично еден ваков синдикат во нашата држава. Се надевам нема да биде последна емисија, се надевам дека тоа што нема да им одговориме на гледачите, а во некоја наредна прилика ќе биде и основа да надополниме од сето она што очекувале да го слушнат. Однапред им се извинувам доколку нешто од она што ќе слушнат нема да бидат целосно задоволни. Едноставно ќе ви пренесам преку она што чувствувам како обврска да кажам од самото ваше прашање, односно тоа е следно. Независниот синдикат на полицијата е формиран буквално заради незадоволството на вработените во полицијата. Формиран е првично 2007 година, првото формирање е 2007 година заради крајно лошите состојби на полицијата и на се она што се случуваше тогаш во МВР. Го ставиме на стендбај 2012 година, 4-5 години воопшто не го активиравме и не беше во функција од X причини, меѓутоа 2015 декември месец, вакова време, отпочнаме со процес на реформирање, бидејќи тоа беше диво населје, имаме ситуација од кај што буквално беше хаос, огромен хаос, невиден хаос и проблеми кои се соочуваме сите ние во полицијата, беше основа за повторно реактивирање и на 22 на роден денот на Рената, односно на тогашната министерка Фросина Ременски, го направиме и реформираме и повторно го ставиме во функција, значи 2016 го ставиме во ново функционирање. Као синдикат за многу брзо време, за отприлика 2 години, го постигнавме потребниот законски основ за синдикат репрезентативен, со што добивме документ од страна на Министерството за труд и социјална политика дека по сила на закон независниот синдикат на полицијата 2018 во мај месец де факто де юре на секој можен начин станува втор репрезентативен синдикат во полицијата, меѓутоа нашите барања, нашите залагања, нашите активности, се она што го правиме на цела територија на Републиката, се она што го направиме во процесот на формирање, во процесот на дигање на самиот независен синдикат, беше практично темелот, основата, односно се она што се случуваше во самите полициски станици беше и основата за живење, за работење. Улицата ни беше практично канцеларијата, единствена канцеларија која ја имаме на независниот синдикат беше улицата во секој град. Се она што беше негативно, се она што се случуваше во овој изминат период од 8 години, впрочем беше хитна, алармантна, вклучена црвена сијалица во рамките на самиот независен синдикат. Јас као председател од самото формирање, као прв основач, односно и основачи, првиот промотор на формирањето на независен синдикат, таа сијалица едноставно во сред полноќ ме даваше на знаење да мораше нешто да се
случаи да се напе, односно мораше нешто да превземеме за да може полицајецот да не го оставиме на милост и немилост, како што во многу ситуации во изминатиот период, впрочем и вие као граѓани на оваа држава, а и сите останати која следиме состојбата, а и мислам дека една од причините што се случуваше и минатата сабота, првиот протестен, да речеме, мото протест направен во рамките на самиот караван, го направиме и го отпочнеме токму од вашиот град, од Штип. Зошто токму од Штип и еве кои се барањата практично, што очекувате од протестите? Утре сте во Струмица, каде се продолжувате? Штип е за мене, односно за огромен број на вработени во полицијата, односно за сите нас граѓаните на оваа држава, град синоним на првите председатели, на војводите, на луѓето кои животот го дале за оваа држава, односно се жртвувале и се што имале во нивните животи го дале и го положиле за Македонија. Првиот председател на државата Кирил Григоров, првиот премиер на државата, односно на постраспаднатата СФРЈ од 91 па наваму, Никола Клюсеве, токму од Штип, значи тоа е за мене, односно за нас као синдиката, синоним, односно основа за баш и токму од Штип да ги отпочнеме нашите протестни движења. Караванот кој го нарекуваме караван, бидејќи е ова класичен караван, ќе движиме низ сите СВР, низ сите поголеми градови, како бројчано се појава, односно иницијатива од страна на самите членови, односно немањето на некои поголеми и посериозни работни ангажмани на самите вработени во полицијата е и практично основа за движење на караванот. Утре, како што кажавте, сме во Струмица. Класично и нешто посериозно што би кажал, утре што би направиле во Струмица, бидејќи во изминатите неколку дена јавноста виде како фондацијата Заев 6 моторчиња и подари као донација на полицијата. Ние, бидејќи ова што е основа за самата емисија, огромен број на повредени полициски службеници кои се појави као пандам на нападите на граѓаните, односно на луѓето кои се прекршители на X закони и од сообраќај, и од гранична проблематика, и од јавен ред и мир и така натака, кои ги напаѓа полицајците, ќе ви пренесам дека немаат колективно осигурување, што е една страшна работа што изминатите неколку месеци се случува као појава во полицијата, затоа што тендерот, вообичаено на што политиката како изговор го наоѓа, немаме тендер, односно тендерската документација не помина, а од друга страна имаме полициски службеници кои буквално се на браникот на одбрана и на политичарите, така да утре на господин Зоран Заев, односно на фондацијата Заев, која е практично едно општество за сите, ние као независен синдикат на полицијата, бидејќи ние сме дел од општеството, ќе побараме да дел од тие средства, таа фондација, на пат на кој они тоа го имаат статутарно решено као фондација, да се обиде да помогне на државата, односно на Министерството за внатрешни работи, да одредени износи парични, да помогне да се деблокира таа пречка, односно тој проблем кој они го кажуваат дека го имаме во рамките на Министерството, не може да помине тендерот, за да може конечно, да и полицијата го добие она право кое го имала, пазете, го имаме ние као право, законско право, колективно осигурување, и сега полицајецот во случај на повреда го нема како основа она што го имал, за да може да си ги наплати неговите повреди. Кои се дел од незадоволството кои што беа причина поради кои еве полициските службеници своите права излегува да ги бараат на улица? Ке треба да правите едно 5-6 емисии, бидејќи незадоволството во полицијата е преголемо. Ако кажам големо, ќе погрешам затоа што е преголемо. Самите бројки, самите едноставно негативности кои ги гледаме по сите социјални мрежи, по сите телевизиски мрежи, се тоа што се случува као негативност во полицијата. Ние може да збориме дека е
задоволна полицијата дека сме ги надминале бројните бариери во делот на работењето од минатото, меѓутоа не е баш така. Еден обичен пример ќе ви кажам, ако постоиме одредена групација од 20 на полициски службеници, земете утре да речеме направите анализа само во СВР Штип. Од 20 полициски службеници ќе најдете на 21 различна униформа. Тоа говори дека ненавременото барање преку тие комисии за тендери и така натака, поднесување на документација за тендери за храна, ненавремено добивање на храна за ноќните смени, ненавремено добивање на униформа, ненавремено добивање на одредена опрема во делот на полициски станици е само дел кој во минатото, односно дел во овие неколку години, да не кажам временски, година, 2 или 3, е една од основите кај што ја прелеа чашата на сето она што ние го имаме како анализа, како и вашата емисија што си прави анализи во делот на политиката и во делот на животот и работата на сите граѓани, така и на независниот синдикат на полицијата, како што ви напоменав, веќе ова 8 година по основ на годишни планови, годишни анализи и така натака и по основ на добиени информации од јавен карактер кои ги доставиме до Министерството за внатрешни работи и добиените бројки кај што 760 имаме напади на полициски службеници во изминатите 5 години, од 2018 до денеска конкретно, тоа е бројка со која јас во неколку наврати на огромен број на полициски настапи, односно ТВ настапи и на одредени пресконференции барам некој да ми појасни, да ми долови и да ми ја каже државата, еве, ако не повеќе во окружување, бидејќи се уште ние останаме така дел од Европа која не е во Европската унија и може да се каже заостанати во делот на напредокот на светот, ако може да се каже економски или не знам на начин на кој да го кажам, вашите гледачи многу добро ме разбираат, простор или површина балканска која единствено што гледа и листа да може да најде и да допре до некој податок кај може да избега граѓанинот од државата, за да може да се спаси од сиромаштијата или не знам од она што го земале као кредит, а не е пак случај во полицијата кај што само ќе ви кажам дека по наша статистика 15 полициски службеници месечно од нова година заминуваат и ја напуштаат полицијата, односно ја напуштаат државата. 15 месечно, што значи 10 месеци 150 се веќе заминати од полицијата, а сето она што го имаме као показател на конкурсите кои во последните години се јавуваат граѓаните за да аплицираат, да се појават како апликанти, односно као кандидати за курсисти на курсевите во Идризово, е доволен показател дека нивото, интегритетот на полициската работа е до таму падната да ние, не јас као Гоце, значи као правен субјект, независен синдикат и останатите синдикати во полицијата, мораме да му помогнеме на општеството преку министерот, актуелниот министер кој исто 8 години на министерска позиција, односно на позиција министер за внатрешни работи, мора да свати дека во полицијата не е само тој загрижен за полицијата и за државата. Тој е министер и е политичка фигура. Јас сум целиот свој живот во униформа, меѓутоа, сето тоа што професионално го работам исклучиво затоа што народот, државата, сето она што е даночен денар, го уфрлуваат, го плаќаат како буџет и го уфрлуваат во буџетот на државата, го распоредуваат и ние од тој даночен денар и од буџетот зимаме плати и раниме семејство. Така да не смее да се запостави тоа што јас го говорам со години, тоа што не јас го говорам, тоа што ние го имаме како одлуки на ниво на тела и органи во рамките на независниот синдикат на полицијата, да биде адхок отфрлен од страна на министерот и од страна на неговиот партнер, како што X пати може да се сретне по социјалните мрежи, односно по ТВ настапите, како партнер
на Министерството е Македонскиот полициски синдикат. Па ако е партнер, ако е загрижен, ако има, да речеме, добра анализа на сето тоа што јас го говорам, или па може би он има дрозов свет, и они тоа што го гледат, а јас не го гледам, или тоа што ние не го гледаме во независниот синдикат, или вие као граѓанин, или пак народот не го гледа, значи ние имаме сериозен проблем во нашите погледи на иднината. Така да, ако ние вака продолжиме, ако ние нашите предлози кои конкретно поднесовме предлог за членот 382 и 383 од кривичниот законник, кај што вика спречувањето и нападот на овластените службени лица, мора да се спречи со измена на кривичниот законник. Доколку ние само во поглед на ова прашање не превземе за брзо време отстранување и да речеме измени на кривичниот законник, ќе се соочуваме со уште поголеми проблеми во ова општество, кај што, како што денеска во Берово, е нападнат граѓанин, кај што му е влезено во неговиот собствен дом. Затоа што полициските службеници, кај што кажам 760 се нападнати во изминатиот период од 5 години, не сака да превземаат службено действие, бидејќи не постои во моментов таква сигурност во самите полициски редови, кај што ќе застане министерот или ќе застане не само министерот, обвинителството, ќе застанат останатите институции и согласно одредени законски решенија ќе застанат зад униформата, за државата, затоа што сите тие активности полициските службеници кои што ги превземале во рамките на нивните работни ингеренции, не ги превземале затоа што така сакале они. Така да, ова е само дел од она што може, затоа и напоменав, ќе ви треба поголем број на емисии да може да разлобиме огромен број на прашања и на проблеми кои Ево уште еден од проблемите, споменавте во саботата на протестот во Штип дека полицијата, тоест полициските службеници ги напуштаат работните места и заради платите. Поголеми плати се земаат, велите, во маркет сега, за разлика од колку во полицијата. Секаде, не само во маркет. Значи во моментов е вчера случајно или така се појави ситуација кај што полициски службеник во комуналскиот дел со работно место ми е срам, вика, додам дома, затоа што сопругата работи во приватна фирма, 49.000 вика има таа плата, 49.000 со средно образование, лицето кое го посочувам, со кого имав случајна средба, односно синдикална средба, вика, јас сум со 35.000, сопругата со 49. Значи, без разлика на тоа што имам уште 2-3 години, вика, до пензија, ми доаѓа, вика, ситуација кај што прашање само, вика, секунда животот во моментов, да ја оставам униформата, да се префалам, вика, магазинер, ќе возам, вика, камион, нешто ќе работам, било што, меѓутоа, не и во 12 ноќе, односно во 23:55 часот, да бидам на ветар за 35.000 денари, да ја бранам и да штитам безбедноста на граѓаните во рамките на зоната на одговорност кај што е. Така да, не постои држава, ова ве уверувам, ве убедувам, после емисијата обидете се преку интернет да влезете на сајтовите во Албанија, во Бугарија, во Косово, во Грција, во земјите обкружување, во Србија, значи, после тоа ќе одиме Хрватска, Црна Гора и така натака до Брисел, или до Шпанија или Португалија, пошто јас имам контакти и имаме ние 10 договори со 10 други странски синдикати со кои комуницираме непрекинато. И во сите тие комуникации не најдов на момент кај што платата на еден полициски службеник во било која од државите кои што ви наброја во окружување, кои што се држави кои што нема промени, тие се тие. Не постои држава во која полицискиот службеник е понеплатен него во Македонија. Најниската плата ја има полицискиот службеник во државата Македонија. Ова го говориме со години. Ние пред 2-3 години, конкретно кога беше корона ситуацијата, односно целиот свет кај што беше зафатен со пандемијата COVID, имаме такви протести кај што и под маски протестираме затоа што целиот народ и во Македонија и во целиот свет се
ослонува на безбедноста преку полицијата и на безбедноста преку здравствениот систем. Значи, ние два сектори, односно две министерства, здравство и полиција, во тој момент ја увидовме таа, да не речам, едноставна позиција која има и власта и па и опозицијата, односно воопшто сите, кај што не обраќа внимание кај што имаме, да речеме, олеснување на делот на работа на одредени приватни фирми и така натака, значи одредени пакети, владени пакети за да остане производството. Значи, зашто и јас као член во социјално-економскиот совет, без разлика на тоа што и сум председател на самиот независен синдикат на полицијата, на едно повисоко ниво, се обидуваме на владата да ја пренесеме став од независниот синдикат на полицијата, односно став кој важеше и се уште важи. Значи, платата која ние сега ја имаме, примањето кое го имаме како полицајци е мизерно. Значи, таа плата е мизерија и таа плата нешто не е доволна. Таа плата е само доволна за да може полицајецот кој ќе отиде дома после работа да си го остави пиштолот и униформата, да се соблече и да си рече дали денеска, утре или после неколку дена да си заминам од полиција, а најобично се случува следново. Заминуваат почетно на некоја работа во било која држава, обично молери, односно фарбаат, кречат, копат канали, возат автобуси, возат камиони, коли, така натака и така, од тие аспекти, односно тие работни позиции, и полицајците само ќе се јават во дежурна служба кој што се и ќе пренесат од утре планире, ми завршува периодот од, не знам, 2-3 месеци која и колку бил на годишен одмор, не се враќам повеќе назад, пиштолот е кај сопругата, ќе ви го даде, ќе ви се разложи или кажете ми што треба да направи за да може да ме избришете од списокот на евиденција од МВР. Тоа е нашата плата и примањето. Меѓутоа, што се случува пак сега као еден огромен проблем што се појавува, меѓутоа тоа не го гледам во јавноста како нешто што се експонира, односно што се презентира, за жал. Кажувам затоа што од една страна имаме мал број на луѓе кои се пријавуваат за униформа, да бидат практично во униформа, меѓутоа од друга страна имаме конкретно што ги имаме како сознанија Скопје, Тетово и Гостивар, истото се случува и во другите градови, меѓутоа не така често. Огромен број на работни позиции кои се високи позиции, високи зборувам, не се обичен полицаец, туку се позиција инспектор, виши инспектор, самостоен инспектор. Се појавуваат лица кои немаат ниту еден ден работен стаж во полицијата, од надвор се примаат, а доаѓаат на позиција кај што, да речеме, согласно Законот за полиција, Законот за внатрешни работи и останатите, да речеме, уредби и решенија кои ги имаме во самата полиција, треба да поминат барем неколку години, во зависност за кое работно место колку, меѓутоа тие се поставуваат и се примаат на работни позиции кај што се ствара дополнителен еден ревот кај вработените. Пример, јас сум самостоен инспектор, а имам колеги што ми се самостојни инспектори кои немаат ниту еден ден стаж, а се на ист ранг како јас. Ворете да бидат примени, сето тоа е добро, да се пополнат редовите на полицијата. Меѓутоа, директно да дојде, јас сум 30 ефективни години во работен однос, да дојде некој што е почетник во работата. Не затоа што не сакам да земе тој плата колку јас, пример. Мала е разликата и таа од инспектор до самостоен инспектор е мала, меѓутоа позицијата кај што треба да ја влече одговорноста и она што согласно описот и пописот на работното место, тоа као работа му го овозможува и му го дава Министерството за внатрешни работи, не се така едноставни и се случуваат проблеми кај што граѓаните пак од друга страна реагираат. Така да, господине министер за внатрешни работи, ова што го зборувам од Штип, сватете го многу сериозно затоа што Гоце Делчев Тодев ниту на вас као министер, ниту на вас као човек, ниту на вас како особа не ви мисли лошо. Напротив, ви мислам добро и сето тоа што јас го говорам јавно, гласно, преку медиуми, преку камера, преку објектив, преку телевизија, преку сите социјални мрежи, се кај што завршува вашиот сигнал,
е нешто што треба да допре до Министерот за внатрешни работи, конечно мора да свати дека независниот синдикат на полицијата е фактор на, ако ништо повеќе, гласноговорник на сето тоа што се случува во ова Министерство за внатрешни работи. Не е независниот синдикат душман и противник на министерот. Напротив, најдобронамерниот партнер кој може да ја подобри состојбата во оваа држава, затоа што граѓаните сакаат сериозен пристап кон решавање на прашањата, а не паушално да седнат како јас и вие сега со македонскиот полициски синдикат, што треба да подпиши, пенкат се, удри математиката, добро е, не е проблем и да пуштат само реклами како денес они го подпишале колективниот договор, а уствари колективниот договор е гола вода. Гола вода затоа што во тој колективен договор има такви аномалии, такви грешки, такви пропусти, такви проблеми што едноставно сега да отиде на анализа по било кој институт надвор од државата, не зборам кај нас е супер, затоа што они го подпишале. Им одговара, така не е никаков проблем, има член 5, пример конкретно во тој колективен договор кај што кажува дека за единствен синдикат се прифаќа Македонскиот полициски синдикат. Па тоа во свет го нема. Јас сум разговарал со бројни синдикати, да речеме, кои функционираат во рамките на европските, на светските, европски и светски, да речеме, полициски и останати синдикати, кај што се чудат. Вакво нешто вика, не, вика, ова нешто да не е случајно од системот од СФР, односто од ФНР, од 45 и 6 година. Така да, господине министер, ова што го кажувам, икс пати сум го кажувам и тоа од штипке ви го кажувам. Сватете не е сериозно, затоа што работата е уште посериозна. Тоа значи дека соработката не е на задоволително Нула. ниво, тоест поддршката која што ја побаравте и од штип предходната сабота еве да се вклучат министерствата, владата. Споменавте дека соработувате, тоест комуницирате со синдикати надвор од државата. Каква е поддршката и соработката во државата, министерство, Сите не поштуваат, сите не почитуваат, сите не следат што работиме. Од сите имаме не ветар во грб. Со нас се во ровот за подобра Македонија. Меѓутоа, во моментот, од раководството на МВР, односно од министерот, со кој во изминатите 3,5, односно од вториот дел на мандатот, од 2020 година, до денеска имаме само една средба, од 2016 до 2020 имаме 10 средби. Самото тоа говори дека ние во моментов, као независен синдикат, ја ова што го зборувам, јас имам, сега не знам дали 100, 200 или 300 телевизиски настапи, може ќе погрешам, може би и се многу повеќе од 300 во делот на пресови, на објави, јавно кај што говорам и кажувам, и кај што она што сега го кажувам, не го кажувам по прв пат, така да раководството и луѓето околу министерот за внатрешни работи мора да свата дека ова денеска, што го повторувам, не знам по кој пат, е работа за која мора вака на бела маса да седнат и да си направат анализа, да си направат еден пресек на сето тоа што јас сум го говорил као представник и претседател на независниот синдикат на полицијата, не затоа што јас го мразам, па ќе кажам министерството или овој состав, далеко тоа, но затоа што направиле греф према народот, односно граѓаните на државата, затоа што сме ги прекршиле одредени нормативи и закони. И одговорот на вашето прашање, почитувани сме од сите надвор, меѓутоа не и од министерот, односно од министерството, раководството и од за Македонскиот полициски синдикат. Не сакам да зборувам. Тој не сака да не види. Тој, ако е сега во ситуација и можност да не избрише, па тој би не атомска бомба би ни фрлил. Затоа што во нас гледаат душман, во нас гледаат непријател, во нас гледаат не знам нешто што немам зборови со што можам да појаснам. Не постои држава во светот кај што има повеќе синдикати. Сега не сакам да набројувам. Во Србија 32, во Бугарија 11, во Словенија 3, во Хрватска 4 синдикати, кај што поголем број на синдикати, меѓутоа синдикати зборувам согласно законот за работни односи, исто као кај нас што стои на хартија, меѓутоа во пракса не се применува. Значи треба само да се применува законот. Ние законот го имаме, меѓутоа имаме луѓе што не го применуваат законот.
Тоа е една голема разлика во однос на странски синдикати, странски држави, други напредни држави кои стварно сакаат напред да одат и одат напред. Ние стоиме уместо, затоа имаме минорни, мали плати, најмали и во светот и во Европа, значи најмала плата полициската е во делот на работењето во едно министерство, односно во еден јавен сектор во целиот свет. Ви тврдам. Минатата година протестиравте и во Кочани. Каков ефект даде тој протест кој што 100:0. практично? Се бореме за 4 полицајци, за 4 што беа суспендирани, сите 4 се вратени, затоа викам 100:0. Мене ми е жал што на крајот на краиштата тој епилог заврши со менување, односно со разрешување на началникот на ОВР Кочани. Ми е жал затоа што знаеме што ќе се случи, ние сето тоа што го зборуваме и што го говориме со адвокатскиот тим, кај што ова што впрочем овие половина час ги зборувам и за самото министерство. Само треба да не слушаат. Јас не сум многу паметен. Затоа што ако сум бил паметен нема да имаме 59 адвокати. Независен синдикат има на располагање и потпишано договор со 59 адвокати. За секој едно прашање од делот на, не знам, направена сообраќајка, направен проблем и пропуст во делот на ЈРМ, направен пропуст во граничната полиција, направен пропуст во делот на финансиите, начинот на водење на саати. И за секое прашање и за секој проблем имаме специализирани работни адвокатски тимови, кај што барем сега е техниката едноставна. На мејл, на порака во одредени социјални мрежи и социјални групи им плаќаме, им кажуваме што е проблемот, тие се вклучуваат, ни даваат насоки што да правиме и така натака. Се случува, пазете се. Ние најтешко ми е кога ќе се појави ситуација кај што имаме проблем со полициски службеници што ни се членови на синдикатот, кај што самите адвокати викаат, овдека нема спас. Има и такви случаи, верувајте. Ке се обидеме да одиме со најблага можна казна за полицискиот службеник или за одредена групација, меѓутоа случајот во Кочани беше чист, ние знаеме дека тоа така ќе се заврши, бараме од Министерството за внатрешни работи хитно да бидат вратени, за да не бидат отцрнети. Тие беа отцрнети. Тоа е најголемиот проблем што прво во Министерството најчесто во последно време се отцрнува полицискиот службеник без да се донесе судска одлука или пресуда. Се знае, судската власт е неприкосновена. Одлуките на судот се одлуки за кои може ние да си коментираме, меѓутоа не јавно. Нашето видување да го кажеме меѓу себе. Меѓутоа не може да се коментира и не сме да се коментира според X судски, односно правни заштитнички елементи не сме да се коментира, затоа што и тоа е посебна една власт, без разлика што рейтингот на судовите е таков како што е, не сакам да го спомнувам процентот, меѓутоа јас го почитувам, морам да го почитувам, затоа што како граѓанин, односно како политички кажано лидер на независниот синдикат на полицијата, имаме обврска да ги почитуваме и нормите кои се пропишани, предвидени со Законот за работни односи, Законот за полиција, останати закони и на крајот и Уставот, кај што као синдикат ние не може да правиме што сакаме. За одредени прашања на крајот на краиштата крајната адреса на која се повикуваме, односно бараме решение е судот. Така да и судот за 4 случаи заврши и реши да бидат ослободени, затоа што немаше вина, немаше доволно докази за сето тоа што беа гонети. Министерството за внатрешни работи мораа да постапат и истите беа вратени и се веќе на нивните работни места. За крај би ве прашала каков ефект се очекува од протестите кои што еве практично секој викенд се случуваат во некои од градовите во нашата држава. Што очекува независниот синдикат на полицијата? Како председател на самиот независен синдикат на полицијата, токму во време кај што веќе почнуваат и паѓања на температурите, односно се очекуваат и ниски температури, значи на нас не ни беше пречка самото тоа што е месец ноември, него темпираме време периодот на
протестите да бидат баш во ноември, за да може после тоа да се вадиме, односно да се штитиме дека ете, нема, затоа што нема излезеност, односно луѓе, затоа што се ниски температурите. Напротив, ние беме презадоволни од Штип, од она што го имаме како бројка, као членство градот Штип. Очекуваме во сите градови кај што имаме по отприлика 150 члена, условно кажано, ете, некој процент од 25 по основ 25 се на работа, 25 одмара, 25 чекаат ноќна смена и така натака, така да 20 до 30 луѓе е минимум за кој очекуваме. Меѓутоа ние имаме далеку поголем број во Штип, за утре очекуваме исто добра бројка, затоа што пак ќе кажам, ќе се навратам на она што го имаме као анализа од она што се пријавија до сега во овие неколку дена, ни дава за така основа да кажеме дека ќе имаме добар протести во Струмица, меѓутоа крајниот ефект е да министерот и Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и политичките партии кај што ги повикуваме да излезат на протест, за утре имаме веќе два пратеника најавено дека ќе учествуваат на самиот протест, да го слушнат тоа што ние сакаме да кажеме. Многу интересно е ова, затоа што ние што бараме и тоа што е нашето барање како синдикат е впрочем да парламентот, кој е во моментов актуелен, без разлика која гарнитура е плюс минус дали е со поголем број на пратеници од СДС или од ВМРО, тоа нас не интересира. Ние како Министерство за внатрешни работи сме министерство, односно граѓани во рамките на министерството кој едноставно законот и уставот не обврзува да ги штитиме и да ги застапуваме интересите согласно законите на јавниот ред и мир на сите граѓани во оваа држава, така да и од вашата телевизија ќе ги повикам и пратениците од опозиција и пратениците од позиција, и ВМРО и СДС, од тука го повикувам и Левица, ја повикувам, кога ќе дојде моментот да овој закон да дојде процедурално до одредени комисии во самите рамки на собранието, да го запамтат тоа што зборам. За доброто на самите нив као пратеници, бидејќи нема да бидат вечно пратеници. Тоа го гарантирам, затоа што не постои пратеник кој бил, не знам, 91-а, да и денеска пратеник. Се случува да тие што кои ќе заминат од пратеничка фотеја ќе речат ако ништо повеќе, ако гледате емисијата е добро, ако не ќе им ја репрезирам емисијата, и се случува некој од министрите од минатото, ова би го тврдам, кај што кој ќе ме погледнат вака во очи, во даден момент кој ќе се гледаме по одредени места во градовите, го симнуваат погледот, затоа што како сега што им го пренесувам ова на пратениците, така сум им пренесувал на одредени министри во минатите состави да внимаваат што прават, затоа што грешат. Грешат не затоа што јас така мислам. Грешат затоа што ние така сме процениле и така тврдиме, затоа што одредени нивни грешки практично се сведуваат на проблем кај самите полицајци, затоа што ако полицајецот, пример, нема чизми, нема униформа, со што ќе извршува патрола? Ако нема капа, идете на граничен премин. Сите ние кои ќе излеземе надвор од државата, кои ќе видиме полицискиот службеник свети по сите елементи, конец, во делот на панталони, во делот на кошула, на капа, а нашиот полициски службеник кој ќе го погледнеме на одредени работни места, односно кој ќе го погледнеме и си викаме дали е полицаец, овој пара војска, пара полиција и така натака, самите ние граѓаните кои ќе го воочиме тоа како негативно, што останува за останати странски служби, и затоа кажувам, пратениците мора да го сослушаат ова што го кажувам, и министерот за финансии е тука исто вклучен, па и премиерот. Да внимаваат што прават, ова што ние го бараме. Не го бараме случајно. Не може царина, не може УЈП, не може сите останати институции. Покрај тие 10% за кои владата изгласа да биде покачување за сите вработени, единствено МВР, вработените во полицијата, останаа и во затворската полиција, извинете, меѓутоа тука е и шумската и судската полиција. Останаа без тие 30%, меѓутоа тежиште на независниот синдикат на полицијата е МВР, така да
за пратениците, односно за пратениците важи сето она што го кажав за одредени потреби за измени на одредени законски потешкоти кои ги имаме во нашето функционирање, меѓутоа за Министерот за финансии, Министерот за внатрешни работи и за премиерот барање и молба да издадат решение она што го поднесуваме како барања официјални. Јас дека не дојдов и не доаѓам никаде по емисии со хартии, меѓутоа во кабинетите на овие министри и на премиерот многу добро тие знаат ја што зборувам, веќе имаат хартија и веќе имаат архивски број со наше бројчи барање. И затоа овие наши протести, помеѓу другото, за измени на одредени законски решенија кои ги имаме како лоши закони, а против полицијата и против државата, помеѓу останатото е и барањето и очекуваме и мислам дека, бидејќи слушаме ни позитивни сигнали, кај што вика дека единствено као министерство кое е останато без дополнителни финансиски покачувања, кај што буквално, како што кажавте, одредени касиерки, дај Боже да имаат и поголеми плати. Ние не кажуваме дека тоа не треба ни да го земат. Тие се приватни фирми, нас не радува да приватниот сектор има убави плати. Меѓутоа не може приватниот сектор да ги има, и дај Боже пак ќе кажам да ги има, а тој што има уставна загарантирана можност да лиши од слобода граѓани на оваа држава, замислете, кај што имаме согласно на сите тие повреди, земете ги колку касиерки, да речеме, од 2018 се повредени до денеска, а колку полициски службеници. Значи, не сакам да правам споредба или паралела, пак ќе кажам, и тие имаат фамилии, дај Боже тие парички да им се уште поголеми. Ама не може 760 полициски службеници да бидат нападнати во 5 години, а да има плата од 500 евра. Значи, тоа е нонсенс. Мислам, нема простор за дискусија, не во оваа емисија, било каде, нема простор во било какво наше појавување, а ова да го појаснуваме и да правиме некоја паралела или споредба со сето она што се случува во нашето или во општествата во опкружување, кај што пак ќе ви кажам, најниски плати во делот на полицијата имаме ние во Македонија. Се надевам дека протестите кои што се организираат од ваша страна, стојат од страната на независниот синдикат на полицијата, ќе вродат со плод. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Во секој момент кој ќе не побарате, ние сме тука. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Имнет.